Туристичка репортажа Словенечка бајка. Словенија, земјата на бајковити пейзажи, кристално чисти реки и алпски врвови, е вистински бисер на Европа, кој честопати е незаслужено подсенка на поголемите туристички дестинации. Нашето патување низ оваа зелена оаза започна и заврши со доживувања кои ги хранат душата и окото. Шармот на Љубљана, змејскиот град. Првата станица беше Љубљана, еден од најчистите и најзелените европски главни градови. Старото градско јадро е вистински лавиринт од улички на кои има згради со барокни фасади, живописни мостови и кафулиња покрај реката Љубљаница. Неизбежна атракција е Тромостовје, трите моста, ремек делото на проучениот архитект Јоже Плечник, кој го обликувал модерниот изглед на градот. Од тука лесно е да се изгубите во пешачките улички, уживајќи во уметноста и спокојството. За вистинскиот панорамски поглед неопходна е посета на Љубљанскиот замок, кој гордо стои на ридот над градот. До него може да се стигне со жичница, а гледката од кулата, особено при зајдисунце, е незаборавна. За оние кои барат одмор од градскиот метеж, парк Тиволи нуди огромни зелени површини, совршени за прошетка и релаксација. Во овој парк, пред секое дрво, стои ознака со информации кога тоа дрво е посадено и од кој вид е дрвото. Алпски бисери, Блед и Бохин. Нашето патување продолжи кон Јулските Алпи, каде не пречека езерото Блед. Сликата на островот со црквата среде сините води, обкружена со импозантни планини и замокот кој се надзира од Карпата, е дефиниција за словенечка бајка. Околу езерото уредени се прекрасни пешачки и велосипедски патеки, плажи кои тонат во мир и спокој, како и гостителски објекти во кои можете да уживате во мирот, природата и да вкусите крем-пита, која е специјалитет на Блед. Од Блед патот води до помирното и подраматично езеро Бохин. Ова езеро, заштитено во Националниот парк Триглав, зрачи со недопрена убавина. Чувството на мир и поврзано со природата е најсилно тука. Во близина на езерото откривме уште едно чудо – изворите на реката Сава Бохинка, чија кристална вода извира директно од планината, означувајќи го почетокот на една од најважните реки во регионот. Во Националниот парк Триглав ќе уживате возејќи низ грандиозната шума и врвовите на Триглав, кои се издигаат високо и изгледаат грандиозно. Агротуризам во словенечките села. Вистинскиот дух на Словенија живее во низините села. Руралниот туризам е доведен до совршенство, нудејќи им на посетителите автентично доживување и топло гостопримство. Низ бројните словенички села, туристите се пречекани со широк спектар на апартмани и куќи за одмор, кои се интегрираат во самата природа. Овие рурални дестинации не нудат само сместување, туку и целосна услуга, фокусирана на авантура во природа, од пешачење и планински велосипедизам, преку рафтинг на Соча, до истражување на локалните фарми и производство на традиционална храна. Тоа е можност да се живее бавно, да се јаде здраво и да се истражуваат скриените ъгли на словенечкиот рурал. Авантурата не застана само на површината. Се упативме кон Постојанска јама, една од најголемите
и најубавите карсни пештерски системи во светот. Возењето со воз низ осветлените сали, полни со спектакуларни сталактити и сталагмити, е искуство кое остава без див. На крајот, нашето патување не одведе до Јадранскиот брег и кратко, но сладко уживање во Порторош. Овој елегантен приморски град е познат по своите луксузни хотели, чисти плажи и блага медитеранска клима. Иако е мал, Словенечкиот брег нуди совршен контраст на алпските пейзажи, овозможувајќи ви да го завршите патувањето со вкус на морска сол. Словенија навистина нуди цел свет во мала земја. Ова патување е доказ дека за вистинска авантура не е потребна огромна територија, туку само убавина која ја има во изобилство.